Почитувани наставници, вработени драги ученици, присутни представници на училишниот одбор и присутни членови на Совет на родители. Денеска одбележуваме 118 години од смртта на нашиот патрон, револуционер, учител и идеолог Гоце Делчев. Воедно одбележуваме 97 години постоење на нашето училиште, 97 години образование и воспитување на голем број генерации. И покрај условите во кои се наоѓаме и предизвиците со кои се соочуваме секојдневно поради пандемијата со коронавирусот, нашето училиште го краси само напредок. Станува збор за динамично училиште, кое и во овие тешки услови се движи кон иднината, се залага за подобар образовен процес и за успешни и добри генерации. За сето тоа заслужни се пријатната клима која ја поседува училиштето, високообразовниот наставен кадар, добрата организацијска поставеност, безбедноста и добрите генерации кои произлегуваат од него. Несомнено, од огромно значење за нас и добрата соработка со родителите, со општината Аеродром, со Министерството за образование и наука, Бирото за образование и со сите останати соработници и подржувачи на нашето училиште, во кое секој би посакал да учи, да работи и да биде негов соработник. Повеќе од една година работиме во услови на пандемија, работиме онлайн, реализираме настава на далечина, се со цел да го заштитиме вашето здравје, драги ученици, здравето на вашите родители и на сите вработени во училиштето. Наставниците му останаат доследни на воспитно-образовниот процес, а вие учениците успешно ги извршувавте сите училишни активности. Со голема одговорност, соработка и трпение не ја запоставивме наставата ниту еден ден, при што наставниот процес се одвиваше и се одвива безпрекорно во секој поглед. Ми преостанува да ви ги отчеститам патрониот ден на нашето училиште со огромна желба што побргу училниците да бидат исполнети со детски насмевки и меѓусебен надпревар на знаења. А следната учебна година, овој голем ден, да го чествуваме сите заедно во училишниот парк, кој ќе биде исполнет со насмевки, песни, драми, со чувство на среќа и радост. Честит патронат, почитувани, уште многу успеси нека следат во годините што престојат. Ви благодарам на внимание. Нашето училиште широм ги отвара вратите за нашите најмили, нашите идни првачиња. Ова учебна година запишавме вкупно 95 првачиња кои настават и изучуваат на македонски и на албански наставен јазик. Секоја година настојуваме да ги подобриме условите за работа и престој на нашите ученици. Училниците се пространи, осветлени, опремени со мебел и наградни средства, следејќи ги современите текови образованието. Од тука нашето внимание не застанува. Сите вклучени субјекти во воспитно-образовниот процес и родителите како клучен фактор заедно континуирано го следиме нивното образование во текот на целокупното 9-годишно образование. Together with Arts или Заедно во уметноста е Еразмус проект поддржан од Европската Унија во кој обединето твориме со Полска, Бугарија и Португалија. Уметноста не познава граници, таа не обединува. Со Еразмус, заедно преку музика, танц, цртање, ликовна уметност и калиграфија, споделуваме разни традиционални и културни обележја, презентираме, учиме. Чекорите кои не водат обединето напред се сигурни. Нашето училиште веќе 5 години е добитник на грантови кои ги доделува Министерството за образование и наука за поддршка на активности за унапредување на меѓуетничката интеграција и толеранција во училиштата. Преку наставни и воннаставни активности со учениците од оделенска настава од македонските и албанските паралелки се реализираат работилници, истражувања за традиција и творештво, еко-акции, спортски игри и многу други активности. Учениците и родителите од двете етнички групи со задоволство ги прифаќаат и учествуваат во активностите. На овој начин учениците соработуваат, се дружат, согледуваат дека сите деца се исти и имаат исти желби и потреби, се запознаваат со карактеристиките и културата на другите народи, а со тоа им се развива чувството за припадност кон својата и почит кон другите култури.
Се стремиме да ги научиме учениците да го подобрат самостојното размислување и учење, што создава нови и иновативни идеи. Во рамките на проектот Училиште на 21 век, наставниот кадар е обучен за развивање на вештините на учениците за критичко размислување, решавање на проблеми и кодирање со микробит. Нашиот клуб за кодирање изработи проект Авионче, кој е збир на активности, интеграција на повеќе предмети со цел примена на наученото, подобрување на практиките во училницата и учење на дигитални програмирски вештини на забавен и интерактивен начин. Уште една учебна година посветена на екологијата. Учебна година во која беше вграден уште еден иновативен еколошки проект под моја координација, именуван како Топол дом за птици од вашите непотребни штици. Основниот мотив на проектот беше како да им помогнеме на птиците во студените денови, но истовремено и да ја подигнеме свеста кај учениците за заштита на живиот свет. Влијаевме врз зајакнување на семејните односи, врз поголемото вклучување на родителите во воспитно-образовниот процес, а исто така ја збогативме креативноста на учениците за реупотреба на материјалите. Беа направени вкупно 89 куќички за птици и сите тие најдоа свое место во разубавување на училишниот двор. Програмата Вело училишта има за цел да го промовира велосипедизмот како здрав, безбеден и алтернативен начин на превоз на учениците. Активностите се одвиваат на неделно ниво, како што се историја на велосипедот, делови од ова омилено детско превозно средство, проверка на исправноста на велосипедот, заштитна опрема, рачни сигнали и така натаму. Овие активности се реализираат преку интересни едукативни методи, како презентации, боенки, игри на меморија, квизови, практични вежби и така натаму. Оваа програма представува еден вид освежување во воспитно-образовниот процес и се надеваме дека преку истата ќе се подигне свеста на учениците, наставниците, родителите и целокупната заедница за придобивките од користењето на ова алтернативно превозно средство. Преку добрата соработка со општината Аеродром, нашето училиште доби нов лик, како во внатрешниот интериер, така и во хортикултурно уредување на училишниот двор. Освен општината Аеродром, во оваа акција се вклучија и нашите ученици и родители од прво до пето оделение и заедно со мене како одговорен наставник ние успеавме преку проектот реупотреба на стари гуми да го направиме нашиот училишен двор едно прекрасно шарено царство. Токму тие прекрасни шарени изработки го прават нашиот училишен двор секој ден се поведар и повесел. За таа цел сакам да се заблагодарам на учениците и на нивните родители за успешната соработка и би сакала уште многу вакви успешни соработки во идно време. Преку географијата го имаме светот на дланка. Патуваме низ земјите во светот и сонуваме еден ден да ги посетиме. Но кога станува збор за награди и знаење, ние не сонуваме, туку остваруваме. Со гордост го представуваме нашето училиште на надпреварите по географија, а за тоа зборуваат многобројните освоени места на општинските, регионалните и државните надпревари. Им благодарам на учениците кои што со својот труд максимално се вложуваат и направат нас горди педагози. Ние наставниците, заедно со учениците, бевме првите кои со физичко присуство го отпочнавме воспитно-образовниот процес. Чекоревме и чекориме смело и храбро во време на пандемија и непрекинато ја реализираме наставата. Учесници бевме на многу во наставни активности, се вклучивме во свечениот прием на првачињата, ја одбележавме и детската недела, ги украсуваме и тематски паноата во училиштето. Учествувавме во хуманитарната акција за Денот на гладот. Го одбележавме Меѓународниот ден на пешаците. Месецот на книгата, учествувавме во новогодишни работилници. Го одбележавме Денот на раѓањето на Гоце Делчев, Денот на екологијата и првиот пролетен ден. Го одбележавме и Светскиот ден на водата, учествувавме во Априлијада.
Го одбележавме светскиот ден на аутизмот, исто така и денот на планетата Земја. Учествувавме и во Великденска работилница. Со заеднички сили, неуморно и доследно продолжуваме кон нови успеси. Дел од активностите во оваа учебна 2020-2021 година, кои се виртуелно реализирани од страна на активот од 4 и 5 одделение се следните: Меѓународниот ден на детето, виртуелна посета на собранието како законодавен дом, одбележување на денот на Свети Климент Охридски, одбележување на 13 ноември денот на ослободување на градот Скопје, денот на раѓањето на Гоце Делчев, денот на екологијата, предавање од Народна банка и многу други активности. Исто така се реализираат и активности во склоп на секциите како драмско-рецитаторска, литературна, ликовна, ритмичка секција и рачна изработка. Од почетокот на пандемијата па до ден денес, нашето училиште и ученици од нашето училиште, Општинското основно училиште Гоце Делчев, учествува на сите активности организирани од страна на општина Аеродром и од училишниот општински сојуз. Учествувавме најпрво на велонастанот одржан на 29 март, потоа на 6 април учествувавме со ученици на спортскиот ден на општина Аеродром одржан од Македонски олимписки комитет. Како дел од нашите секојдневни активности, не ги изоставивме активностите поврзани со менталното здравје, кој што исто така е важен предуслов за квалитетен воспитно-образовен процес. Во соработка со наставниците и родителите, континуирано работиме на превенција и сочувување на менталното здравје кај учениците, не само во услови на пандемија, туку низ целиот едукативен процес. Секојдневно сме достапни за индивидуални средби, советувања, консултации и индивидуална поддршка согласно личните потреби на родителите и учениците. Само со меѓусебна соработка ќе придонесеме за унапредување на менталното здравје на нашите деца, а со тоа градиме услови за нивниот правилен раст и развој кон целовита интегрирана личност. Целиот училишен тим, заедно со дечињата, градиме инклузивно образование во кое секој на секому подава рака. Низ низа училишни и вонучилишни активности докажавме дека само со безусловна љубов различностите стануваат дарба на секое детенце. Ги одбележавме месецот на дислексијата, денот на Дауновиот синдром, неделата на аутизмот. Со бројни семинари, обуки, работилници и многу други активности градиме едно успешно инклузивно училиште, бидејќи сите деца растат. Основна цел на стручниот актив на оделенските наставници при нашето училиште е унапредување на воспитно-образовниот процес, перманентна грижа за стручно усовршување на наставниот кадар и грижа за напредокот на учениците. Иако оваа година е година на пандемија, сепак наставниците неуморно работат на остварување на своите цели во воспитно-образовниот процес. Како председател на стручниот актив на оделенските наставници, можам да кажам дека наставниците се целосно посветени на својата работа и постојано се во тек со сите промени кои се случуваат во целокупниот воспитно-образовен процес. Одржани се состаноци за начинот на водење на педагошка евиденцијата, додатна дополнителна настава и во наставни активности, насоки за онлайн реализација на секциите, јавниот оглас за избор на наставник ментор, предлогот реформи во образованието, активности за екопроекти кои се реализираат во нашето училиште од страна на наставниците, учениците и родителите, интерни подготовки за патрониот. Јас сум Весна Лазарова, председател на училишниот одбор на Општинското основно училиште Гоце Делчев. Најпрво би сакала да го честитам патрониот празник на училиштето, да се прославува уште многу години, во иднина и во подобри услови како што беликува. Нашето училиште работи секогаш согласно законските правила и прописи, затоа ја користам оваа прилика да упатам благодарност до сите членови и соработници на училишниот одбор што и во вакви услови успешно се реализираат сите состаноци согласно законските правила и прописи. Почитувана директорки на училиштето Гоце Делчев, почитувани наставници и вработени во училиштето, почитувани ученици и ценети гости. Од името на Советот на родители ви го честитам 4 мај патронен празник на нашето училиште. Советот на родители е составен од 30 членови, кои се представници од секое одделение, и во работата на Советот, освен представниците на одделенијата, учествуваат директорот на училиштето, представници од стручната служба, наставници и ученици. Сите активности на Советот
се одржуваат во работна атмосфера и секогаш се избираат најдобри решенија за нашите деца и за работата на училиштето. Ви посакувам многу здравје, среќа и многу години да го славите нашиот патрон Гоце Делчев, а следната година сите да се вратиме на нормалните активности, како вие заедно со учениците, така и ние родителите со нашите индивидуални активности. Затоа чувајте се. Училиште наше светилнику вечер,